senka smrtna, nema kade da odiš bez mene. Ja sam ljubav večna tvojoj, Tatko nebesen, te čekam da klekneš, sine, da se pokaješ. Isuse, Pa to da se vratiš od ovoj smrten svet. Prosti mi, Tatko, reći pogreši, dušama moja ja vraćam pregratka tvoja, oj ljubav večna so tebe, Oče moj. Se vraćam kaj tebe, o živa voda osveten, Tatko najmiliji Isuse, o večna ljubav prerode. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши. Лебот наш насушен е ова живо слово кое слегува. Ти зборува и денеска низ мене. Нека ова живо слово ги допре сите оние кои се жедни за Твојата љубов, кои се спремни со срцето да разберат, да се покајат, да бидат исцелени. Затоа е добро да доаѓаш во заедница, да слушаш, да се храниш. Храни ги овците мои, Петре, ме љубиш? Исус му вели на Петар, да, храни ги овците мои. Ме љубиш, храни ги јагненцата мои, храни ги јагненцата, храни ги овците. Те љубам, Исусе, Татко. Видете, денеска требаше да снимам нешто за блаженството, еден текст, тој е слезен, многу заборавив во собата. Јас сум овде во нашиот јужен сосед, што би рекли, како што велат они нашиот северен сосед. Во земја која е доминантно население е христијанско, а сепак, например, не признава друг народ од другата страна на границата, кој е исто така христијанин во истата вера. Еве да речеме православната. Кога би било, нели? Не им го признава ни името, ни јазикот, ги убивал, им ја земал територијата, а сепак не се покајува. И дали се тоа христијани? Пазете, тие мислат дека се христијани, а ние го имаме тој момент и прости ги долговите наши, каде што Исус вели, ќе ве познаат дека сте мои ученици. Дали си ти негов ученик? Ако се љубите меѓу себе, да се љубите еден со друг, како што јас ве возљубив, не можеш ти да го љубиш човекот, а некој не признаваш и велиш дека охи македонци, тие се македонци, а тие се дојдени од Азија, избркани се под турците. Па бугарите исто така велат няма македонци. Имаш еден друг народ кој добро, тие не се доминантно христијани, муслимани се 70%, 30% се христијани. Тие велат сакат да ја земат земјата, да направат голема територија и сатанската сила која го владее светот ве врзува во одредени категории на непростување. Цели нации врзува на негирање нации да живеат во проклетство. Лебот наш насушен дај ни го денес. Јас сакав да зборувам денеска за блаженството, но видите го заборавив, текстот се слушува некогаш. Библијата е заборав. И сега зборува тој од мене, зборува низ мене, Татко. Видите, наједноставно да се молам за грците, бугарите, албанците, македонците, србите на Косово. Да не земате територија, да ги отворите границите, да ги дадете истите права што ги барате за вашиот народ, во туѓата земја, во вашата земја. Не само да барате права, а немате никаква љубов. Да си ја барате својата правда, тоа е целата суштина. Како што и ние им ги простуваме. Значи, ако не им ги простуваме, ако не се покајуваме, нема ништо. Например, тие се тие суштини, зашто доаѓаш ти во заедница? Па затоа што храна има таму духовна. И нашиве луѓе што се сотрудници знаат и се сеќаваат, нека слегува дух и сила на проповедите и во заветите, во песните, во поуките, дека тоа не сум јас. Го повторувам постојано да не мислат дека сум тихо зборува. Духот зборува на мојот татко и јас не решавам, например, што ќе биде со некој човек. Ние тука имаме конкретна ситуација, Исус вели, јас не решавам ништо. Тогаш ни јас не решавам. Зар мислите дека јас решавам? Дека јас зборувам? Тој зборува.
Значи, прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме, значи молитвата. Тој почнува со татко. И тоа е тој момент, татко и деца. Значи, ако не бидете како мали деца, нема да влезете. Каде? Во Царството Божјо. Малите деца не викаат Господе, викаат татко, татко наш. Значи, тоа е тоа дека треба да примите сила и ако не доаѓаш, бегаш од Словото, те плаши тоа, бегаш, духот на овој свет што е во тебе срастнат, веројатно веќе те тера да побегнеш, да не ги слушаш проповедите. Имаме ние луѓе и во заедницата слушаат и други проповеди, то покажува недоверба, нељубов или не ги разликуваш духовите. Ние имавме една интересна средба. Дојде една сестра која познавам од порано во една протестантска заедница. Сум доаѓал во таа црква, сум зборувал стихови на почетокот, додека се уште не беше почната оваа служба. Ме водеше духот да ги видам заедниците, да видам дали има, што се случува, што е проблемот. И посетив сите заедници скоро. Може би не сите. Да видам дали има грешка, дали има дух, дали е тоа. Дали Исус зборува. Ретко кој го разбира ова. Дали се остварува неговата волја или нашата. Тие остваруваат својата волја и мислат дека се христијани. Нема такво христијанство, како што и ние им ги простуваме. Ако не им ги простуваме, нема да биде ништо со вас. И вие нема да би биде простено. Вие кога простувате другому, себе си простувате. Кој нема милост и за него ќе нема милост на судот. Ве се сеќаваш, например, некој се повредил, ти немаш милост, се повредуваш ти по известно време. Тоа се покајувам за секој грев. Како што и ние им ги простуваме на должниците наши. И не воведи во искушение, избави не од искушение. Никој не го возедува во искушение с неговата поход. 3 мерки со кои сатаната те врзува: похотта на телото, желбата на телото, желбата на очите, гордоста на животот. Тоа е тоа што те врзува. Тоа се телесните мерки, значи сакаш да земеш, да имаш, да грабиш, да сетиш, да доживееш. Значи демони на мисли, чувства и желби ги нарекувам. Треба да се одречеш од тоа и да му дозволиш Исус да те води, Исус да ти покаже. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи една наша сестра дојде, имаше проблем со некоја свој внук или внука. И јас ја терам да се молиме, таа не се моли за внуката, дали внуката не сака, родителите. Значи не се оствари тоа, а оди во друга заедница и е вклучена во групата сотрудници на Вибер. И првен ми постира некои сликички таму од интернет за Исус, цитати. И реков, не постираме сликички, само потреба за молитва или искрена молитва од срце. Добро. Вториот пат не кани да дојдеме кај нивната заедница. Јас си велам, ние не сме протестанти. Видете, јас морам да се грижам во духот да го бранам Евангелието. Не можам да дозволам да им дозволам да јадат што сакаат. Ако е полезно да јаде што сака, се е дозволено, не е се полезно. Во зборовите има живот и смрт. Јас си велам, ние не сме протестанти. Добро. По извесен период пак постира во групата проповед од таму. Ама викам, ние, разбираш ли, не сме ние од таа деноминација. Се разликуваме по што? Па се разликуваме по тоа што ние сме Христова црква. Не сме зависни од луѓе, тој не обскрбува со се, не финансираат некои други пари. Најчесто се зборува дека илуминатите се фалат дека во тие заедници нивните пари, дека се под контрола тие заедници. Знаете, мали гранатчиња. Исус зборува овде. Една црква, еден пастир, едно стадо. По тоа се разликуваме. Таму вели, ама тоа е проповед. Добро. И следниот пат ми постира, 4-ти пат, значи 3 пати веќе, тотално неразбирање на духовите. И видете, ми постира еден познат наш писател, кој е член на масонската ложа. И тогаш, например, веќе духот доаѓа, се крева. Значи имам некој аларм кој доаѓа како момент кој те вознемирува и сеќаваш дека другиот дух сака да влезе во заедницата, да ја затруе. Ми постира цитат од еден наш писател, кој е член на масонската ложа. Видите, масоните се видлив дел на сатаната, тоа се светии, облечени во светии, ја бараат својата слава, сатаната им дава некаква моќ, одредена моќ, не размислувајќи дека во зборовите има живот и смрт, дека тоа што го пишуваш, на крај ќе ти дојде до акот, ќе те врзе бршленот и ќе пропаднеш. И го кажав, тоа ја избришав, не си за оваа заедница. Јас знам дека вие сите, например, имам такви, доаѓаат, слуша овде, па оди на интернет, слуша друго.
па слуша трето. Ти се полниш со секаква храна, наполне ти умот и душата со знаење, со стихови. И нема место тогаш, верувајте ми, за Исус Христос. Испразни се, дозволи му тој да те води. Ако го препознаваш дека има дух, остани тука да примиш и ти дух. Значи, односот кон поставениот, како да речеме, старешина, е односот на Филип кон Исус. Филип му вели на Исус, покажи ни го Отецот и достание. Тоа е добар момент. А Исус ми вели, уште ли не си ме познал, Филип? Па зарем не ги гледаш делата? Ако не ме познаваш, па види барем поред делата, види. По делата ќе ги познаете. Дали има дела на духот? Кај секој од заедницата има промена. Колку ќе биде промената е условена од односот кон Словото, дали Словото останува во тебе, ова Слово што слегува во духот. Дали останува во тебе или влегува и излегува. Дали е фрлено на плодна почва и дава род, или покрај патот, или таму го загушува бршленот, сатаната, грижите за овој свет. Од тоа зависи од твоето срце и каков е односот кон старешината. Дали се сомневаш, ги проучуваш словата, па го критикуваш, па го анализираш, па му наоѓаш мани, а сеќаваш дека има дух, тогаш тоа е грев против Светиот Дух. Појди во некоја друга заедница кај што има само тело, кај што со човечка мудрост се зборува, да ја сетиш разликата. И сега сестрата не прави разлика, например, таа ја споредува нејзината заедница со оваа во која нема дух. Во нејзината заедница нема дух, појдете проверете. Ако вие мислите дека таму има дух, одете таму, не мешајте заедници. Знаете, и тие си доаѓаат едни на други, си раскажуваат, се трупаат со знаења, со некои техники, со нешто, со начини. Видете, тие ги памтат зборовите, ги повторуваат папагалски, како правил Дерек Принс, како правеле улицата во Лос Анџелес, Азиза, како се викаше, и като имало проблеснување, како правил, например, Дерек Принс, имам уште еден интересен баптиста, како станал и разбрал дека сув грешник и воден грешник, влегување во водата не те прави христијанин, туку духот да влеживее во твоето срце. И тоа е тој момент, значи таа не прави разлика и не може да ја оставам да ја труе заедницата, се однесува на вистина, како да кажеш, како мало бебе. Ништо не е јасно, нема сила на духот, мисли дека христијанството е само во умот, знаеш за Исус, а живееш во пораз. Наместо да се бориш, да работиш за Царството Божјо, ти си роб на гревот, на старата природа. Тие викат, ние никому не сме му робувале, ние го имаме сега слегува еден текст, роб на гревот. Ти си роб, човеку, или си на сатаната, роб на гревот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, или си роб на неговата праведност, му предаваш се и духот те ослободува. И ти тогаш веќе не сакаш да бидеш роб, стануваш пријател Божји, знаеш што работи таткото, сакаш да работиш, стануваш сотрудник, сонаследник, стануваш еден дух, едно тело, духовна врска. Зборувам за духовна врска, не зборувам за телесна. Телесни обреди, вода, леп, вино и други. Положување раце, врескање, знаете, може да се случи краткотрајно исцелување, демоните да излезат затоа што Исус, духот на Исус легол и ги изгонил, а ти мислиш дека си ти. Пази, а не го почитуваш законот, љуби го својот ближен како себе си, и сега од ова им доаѓа, например, од црквата, од оваа земја, им доаѓа некој благодатен оган. Видете, толку ли треба да си слеп, затанет? Не може да дојде благодатен оган од земја која не се покајала, со оглед на тоа дека црквата овде ги благословувала. Христови војници ги вереле пред 100 години, андартите кои доаѓали колеле во македонските села жени и деца. Тоа го правеле бугарите и србите во балканските војни, сатаната ги натерал. Албанците секако друга вера, исто тие колеле, убивале. И наместо да се покајат, тие и денеска остануваат во стариот грев, робови на гревот, на старата природа. Викаат, охи македонци, няма македонци, какви македонци, кукуноне македонци, сака со парите од дрогата да ја земе, да направи голема Албанија. Треба да предадеш се, да оставиш се, да го оставиш стариот човек. Значи, таа не прави разлика меѓу нашата и вашата црква. Зборувавме минатиот пат, имавме едно такво поука. И штом не правиш разлика, тебе ти е иста црквата. Седиш во црква без дух,
Таму ти е местото. Не можеш овде 3 пати, 4 пати сте опоменуваш да не прави така. Имаш други луѓе, седи во заедница, не седиш овде вечно. Има момент кога ќе те повика, значи како на регрутација, да дојдеш и да работиш за Царството Божјо, да бидеш сотрудник, чии имиња се запишани во книгата на животот во Филипјаните, мислам беше 4, не знам кој. Значи, сакаш да работиш за Царството Божјо, да исчекориш, да го оставиш тој стар начин. Значи, се што работиш, да работиш за Господ Исус Христос. Тука е тој филтер, тука е таа промена, тука е тој начин што треба ти да направиш. Ти сакаш да останеш во старата природа, да си цитираш стихови, доаѓа во оваа црква, па оди слуша проповедник кој е добар, не е лош, имаме некои грешки. Тој чита од една жена што имала пророштво. Видете, а овде слегува во духот. Овие поуки слегуваат како што гледате, тоа тече. Тоа е жива река. Јас од денови можам да снимам кога сака Исус. Го слушам радиото Свети Дух кој врти 24 часа, песни, проповеди, исцелувања, молитви, сведоштва. Тоа е река која не запира. Видете, филтерот се гледа, ти тогаш велиш Татко, велиш Господе Исусе Христе, го сакаш Исуса, гинеш за Исуса, му предаваш се на Господ Исус Христос, не се плашиш да сведочиш. Имаш сила да се спротивставиш, да кажеш не за сатаната и смртта, да за Исус. Во секој еден од вас. Бегај од нас сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија и од македонскиот полуостров сатано и не враќај се повеќе. Ти благодариме што ме огрева твоето сонце. Значи тој го праќа дождот над грешните и над праведните и сонцето го праќа. Дека ти си од роб на гревот, треба да станеш роб на неговата праведност, да ја засакаш неговата правда. Не твојата. Имаме една група која се побуни. Анализа, синтеза, подсмевање, озборување, непокор во старата природа, веќе сраснати демонскиот свет, демони на мисли, чувства и желби, ги викам да дојдат на молитва, избегаа. И сега видите која гордост, до вчера бевме браќа и сестри, сега ни се условно речено избега, од што бегате, каде ќе се храните, затоа треба да доаѓаш овде. Ако слегува овде дух, и ти се храниш во тој дух, каде ќе одиш во црква без дух? Ти ќе бидеш ненахранет, твојот дух ќе биде мртов, скоро изгаснат, ќе гори само тоа пламенче, умираш на тенане, на рати. Не можеш да бидеш христијанин во старата природа, мораш да се оставиш себе си на крстот, тука да се промениш. И тогаш ти имаш покорност, понизност, понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Ти си му послушен на Исус, на старешината, ако знаеш дека има дух. Луѓето кои го научија тој принцип се сменија, например, звездите и ангелите. Ти велам, Господе Исусе Христе, ти благодарам што и денеска си во моето срце, што ме љубиш, што те љубам. Беше Чичко Боро од Бојановац, кого го памтам со години, ме најде тука на плажа како снимам за Господ Исус Христос. Го снимив и за радиото Свети Дух. Се враќаме, значи, зашто е важна духовна храна, еве и тој самиот воден од духот, иако, например, е православен од Бојановац, помага на луѓе, му бараат совети, го прашуваат како си останал толку млад, па така тој едноставно молитвата Оче наш ја почнал да ја чита и добива друга молитва која имам снимено на еден од заветите, која ја кажува и му ја дава честа, славата, силата, љубовта и волјата на Таткото Небесен и Господ Исус Христос. Битен е тој момент да ги разпознаваш духовите, да тргнеш барем од еден Божи закон, љуби го својот ближен како себе си, но тука има уште еден проблем, кој е мојот ближен? Па Исус го раскажува за добриот самаријанин. Еден самаријанин среќава евреин претепан на патот, поминал еврејски свештеник, поминал друг свештеник, евреин, го оставиле, самаријанинот го зема и го носи во гостилница, иако самаријаните и евреите не се мешаат. Ете кој е тој, твојот ближен. Тоа е таа суштина. Значи, зборуваме за луѓе кои не ги разпознаваат духовите, седат во заедниците, само зборуваат, ломотат, брборат за Исус, а не знаат ништо. Не може, например, се гледа дека тие заедници кои се горди дека ја читаат Библијата, ја проучуваат, се базираат на туѓо искуство. Искуство не се базира да слегува духот да им кажува на претходни сознанија, значи на улицата Азузе од Лос Анџелес, на Дерек Принц, на тие проблеснувања кои даваат, например, на Мартин Лутер,
кои не се, може би за тоа време биле добри, например, само Словото без дух е мртво, само верата без дела е мртва, само благодата да не остане празна, не треба ништо да правиш. Еднаш спасен, за секогаш спасен, кој ќе претрпи до крај ќе биде спасен. Треба да работиш за Царството Божие. Се сеќавате, тие седат пред лозјето, доаѓа Исус и им вели, што правите овде? Па седиме. Зошто седите? Па немаме работа. Како бе немате работа? Имате заповед да сведочите, да го ширите Царството Божие, барајте таму, читајте. Заповед има да работиш за Царството Божие. Кој ќе сведочи? Кој ќе биде светлина на светот? И така, например, луѓето ќе се налутат и ќе ја напушти заедницата во моментот кога духот ќе дојде со поголем интензитет, ќе го осветли, тој ќе ја дувне, бидејќи демоните што се сраснати во него ќе побегнат. Значи имаме два начина. Демоните може да делуваат на мисли, чувства и желби однадвор, да ти зборува да слушаш глас. Значи имавме едно глуво момче, го кажував неколку пати. Однадвор некој му вика да прави зло. И имаш внатре, кога е веќе сраснат во тебе, тој вика внатре во мене нешто ми бара. Апостол Павле вели тоа што е внатре во мене, злото живее во мене. Ти си роб на злото и затоа тој се му предава на Исус. Не живеам јас, Исус живее да го исчисти злото, да примиш вистинска сила на духот. И жената не прави разлика, ми постира едно клипче, па ми постира покана за црква, па ми постира проповед, па ми постира масон по заедницата. Видете, не прави разлика во духовите. Ти кажуваш, таа не слуша. Значи, таа нема поука, таа не разбира дека во зборовите има живот и смрт. Дека е важно што зборуваш, како се однесуваш, каква храна земаш. Ако земаш отровна храна во телото, ќе повраќаш, ќе го отруеш телото. Но ако земаш духовна отровна храна, кој ќе те исчисти? Потребна ти е водна бања во Словото. Затоа, например, треба да постои пастир, односно поставен старешина, кој ќе ти покаже да не јадеш затруена храна. Слава ти, Господи Исусе Христе. Не е се полезно, се е дозволено, но не е се полезно. Не ќе биде добро за тебе. Ќе изгинеш ако врвиш така. Кога слеп води, обата ќе паднат во јама. Затоа е пишан тој стих, Словото убива, а духото животворува. Словото без дух е мртво, со човечка мудрост не можеш да стигнеш до Господ Исус Христос. Така и ние појдовме. Значи, основната позиција беше да ме научи да се бранам. Сеќавав дека има демонски свет. Ме однесе во една заедница која беше на границата на демонскиот свет, беше завладеана, беше вавилонска блудница. Оттаму полека не извлече на границата со демонскиот свет, да научи што значи борба за души. Бршлено доаѓа демонскиот свет, те обградува, те врзува, те тегне, сака да ти го земе здивот и ти си роб на гревот или роб на неговата праведност. Треба да се оставиш гревот, да го замразиш, да застанеш на крстот, да го оставиш стариот човек. Тој процес е болен и тежок, затоа треба да има некој предводник. Покажи ми го Отецот и достание. Кога Филип му вели, Исус му вели, уште ли не си ме познал, Филипе? Така треба да скажам и јас, уште ли не си ме познал, Филипе? Видете, тој е тој проблем. По делата ќе ги познаете, дали во заедницата има отчитување на духот, молитви, песни, проповеди, кои одат на поширок план. На поширок план. Исцелувања. Дали духот те движи, но тоа е условено колку ти имаш жед во срцето да го бараш Царството Божјо. Да не ја бараш својата правда, својата вистина. Ќе ги укориш малку и веднаш се налутува и заминува. Значи веќе ги осветлува Духот Свети, однадвор и однатре, и демонскиот свет со кој се сраснати бега. Не сака да прифати. Имаме многу такви. Молете се вие, не сум јас за овде, напушта и се враќа во калта и во блуеницата. Така да немаш каде да одиш. Исус им вели да не сакате и вие да си заминете. Ова сме го зборувале повеќе пати. Ние немаме каде да одиме. Исус е портата, друга порта нема. Остануваш во материјалниот свет, ќе поминеш низ оган, ќе бидеш гола душа, ќе плуташ некаде до некое ново отелотворување, во слободна волја да повикаш кон Господ Исус Христос. Ти благодариме, Господ Исусе Христе, што ги издаваш овие слова. Јас требаше да зборувам денеска друг текст кој е слезен, напишан на хартија, но ја видите го заборавив, ја заборавив Библијата и денеска зборувам како што тој ми кажува, што значи да бидеш христијанин. Па тој е човек кој се откажал од себе.
се откажуваш од телесниот идентитет и добиваш духовен идентитет. Идентитет во љубовта Исусова. Стануваш Исусов, вистински не живеам јас. Исус живее, вели апостол Павле. Тоа е реалност, не е тоа поезија. Значи му дозволуваш да те води духот, тој да те води, оди каде што сака, да те промени, да ти даде насока, да те осветли, да те роди во духот, да бидеш син Божи, воден од Духот Божи. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што излеваш слова, што ги допираш сите оние кои се жедни да слушаат. Тоа е промена од телесен човек во духовен. И таа промена е важна. На крстот ја оставаш, попрскан си со крста Исусова и примаш од роб на гревот, духот те ослободува, стануваш роб на неговата праведност. Работиш за Господ Исус Христос, сакаш, жеднееш, копнееш, горешто, сведочиш за Исус, стануваш внатрешна и надворешна светлина на светник, која не може да сопре да зборува за Господ Исус Христос. Никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух. Затоа тие не го спомнуваат Исус, викаат Господе, Господе. Или слават женски божества и светци. Она што во античка Македонија е направено овде во Дион, светиот град на македонците. Како што реков, има камена пластика стела со Богородица, како го држи Исус 200 години пред да се појави реално Исус. Тоа покажува дека тоа е претходен религиски систем вметнат во христијанството. Видете, кога цар Константин собират во Никеја, по сонот дозволува христијанството да биде дел од второто македонско царство, така наречена Византија. Знаете, и вие имате, или Римска империја, пазете, имате вие тогаш една промена и тие си ги внеле сите обреди, телесни обреди од претходниот македонски религиски систем, народна култура. Значи, треба да доаѓаш во заедница, да избереш и да примаш дух. Кога го примиш тој дух, тој ќе те осветли, ќе ти покаже што треба да правиш. Ќе почнеш да бидеш воден од духот, од неговата волја, од неговата сила, од неговата вечна љубов, мирот свој го добиваш и се ослободува твоето тело. Значи, телото е слобода, каде што е Духот Господов. Таму има слобода. Стануваш ослободен во љубовта негова. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам овде во Грција, во Егејска Македонија, да слезе Твојот дух, да се покајат со срцата, да не излегуваат од царскиот закон на љубовта, да го носат целиот народ во проклесо. Те молам за Бугарија, Грција, Албанија, Македонија, Србија, Хрватска, Босна, целиот македонски полуостров. Го враќам во Твоја собственост, Господи Исусе Христе, Ти да се грижиш за нас, ние не можеме. Ако си болен и те боли нешто, падни на колена, Татко, во името Исусово, помогни ми да ми помине болката, покажи ми што да покајам. Се откажувам од гревот, се откажувам од собствената грешна природа, се предавам во Твоја собственост. Со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил. Врз секој еден од нас го објавувам Царството Божие во моето срце. И ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, сатаната, демоните, болките, болестите, страдањата во секој еден од нас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, те љубам, останувам во Твојот мир, во Твојата сила, во Твојата љубов. Љубовта Исусова да ве преплави. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине веднаш. Тоа е заповед на молитвена војска на Исуса Христа. Бегај од нас, сатано. Во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија и македонскиот полуостров, сатано. Во името Исусово и не враќај се повеќе. Од земјата до небесата. Те љубам, Господи Исусе Христе, останувам за секогаш во Твојата љубов, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Исусе и само Исусе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Доаѓам по тебе, во таа долина на сенка смртна, нема каде да одиш без мене. Јас сум љубов вечна Твојот, Татко небесен,
Te čekam da klekneš, sine, da se pokaješ. Isuse, Pa to da se vratiš od ovoj smrten svet. Prosti mi, tatko, reći pogreši. Dušama moja je vraćam, pregratka tvoja, o ljubav večna so tebe, oče moj. Se vraćam kaj tebe, o živa voda osveten, tatko najmil Isuse, o večna ljubav